Тргни се од тука! Јас ќе го земам тоа! Лошотијата на човештвото е голема. Се што мислат и прават е злобно. Затоа ќе ги избришам од лицето на земјата сите живи суштества што ги создадов. Жал ми е што воопшто ги создадов. Мораме некаде да се сокриеме. Спасете ме! Тој нека те спаси. Негова беше идејата да побегнеме од училиште. О, но и ти беше таму со мене, затоа што си заљубена во Пирс. Нели е така, Ела? Лука, сигурен ли си за ова? Часовите почнуваат за половина час. Ти имаш испрашување првиот час, а јас имам белешка од мајка ми. Си фалсификувал белешка од мајка ти? Опушти се, добро, не е голема работа. Лука, ручекот си го оставил дома, повторно. Дојдов на училиште да ти го донесам, но ти не беше таму. Затоа го искористив мојот GPS за да те најдам, а ти бесправно влегуваш во скейт паркот пред да биде отворен. Гиз, слушај, зафатени сме. Еј, Квантум, подготвен? И тоа како? Вау. Здраво, Пирс. А? О, Пирс, ти ја знаеш Ела? Хао, еј, наваму, Квантум, да видиме што знаеш. Твојот скејборд има ракети? Овие нитро турбини ќе помогнат мојот тим да победи на лудите игри следната недела. Мислиш дека си доволно цврст да се возиш со нас? Да, епа... Покажи му што е потребно, сина. Видео го снимивме додека возевме по улица минатата недела. Забавата заврши. Да видиме што знаеш. Лука, може да разговараме? Извинете накратко. Ова е многу опасно. Затоа се нарекуваат скејборд манијаци. Тие се најжешкиот тим во градот и сакаат да им се придружам за лудите игри. Зошто зборовите манијаци и луди не те загрижуваат? Зарем не гледаш дека Пирс е насилен? Јас мислам дека е сладок. Супер книгата! Супер книгата рече дека ќе запознаеме правичен човек кој бил близок со Бога. Јас можам да ти кажам една работа. Ако останал некој правичен човек на земјава, тогаш тој не е во овој град. Внимавај! Внимавај, Ела! Ајде, Сакал да ме заштитам, дечкино! знаеш ли воопшто каде одиш? Секаде, само не овде! Се уште не разбирам зошто супер книгата би не оставила во град каде што сите сакаат меѓусебно да се убијат. Да, особено ако сака да не запознае со некој кој бил близок со Бог. Уау! Дечки, мислам дека го најдов нашиот човек. Изгради арка од чемпресово дрво и премачка ја со катран за да биде водоотпорна. Што е арка? Моите записи велат дека арка во Библијата е опишана како голем брод изграден од Ноа. Должината на арката да биде 300 аршини.
ширината 50 аршини, а висината 30 аршини. Ќе направиш прозорец на арката. Тој ќе биде аршин од озгора, а покрај него поставија вратата на арката. Во неа направи долен, среден и горен кат. Јас ќе ги пуштам на земјата водите, за да го уништат секое суштество под небото во кое има здив на живот. Ќе изгине се на земјата. А со тебе склучувам сојуз. Влези во арката ти и твоите синови, твојата жена и жените на твоите синови. Добро сум! Уште сум добро. Веќе не толку. Ова е навистина добро. Одлично сработено, брате. Ти навистина успеа, Ноа. Тоа е многу голем брод. Во право си, многу голем брод кој го изградивме среде Недојдија каде што нема вода ни на поидок. Во меѓувреме, моите инструменти не покажуваат знаци за врнежи. Гизмо, Бог рече дека тој ќе предизвика поплава. Мојата предпоставка е дека твоите инструменти грешат. Влези ти во арката. Ти и целото твое семејство, зашто видов дека ти си праведен пред мене во ова поколение. Од сите чисти животни земи со себе по 7, мажјак и неговата женка, а од сите нечисти животни само по 2. Исто така, од суштествата што летаат по небото, земи по 7, за да се зачува нивниот вид на земјата. Вау, погледни го ова. Се надевам дека имаме место за сите овие Да, животни. а се надавам имаме и доволно големи соби за некој од нив. Што е ова? Нека доаѓаат. 2 по 2. Жртвените животни десно, нежртвените одлево. Добро е што кравите не знаат да летаат. Или слоновите! Ајде нагоре, побрзо! Ова изгледа е последното. Ајде ги, раѓај ги. Речи се натоварихме, но нема знаци за дожд. Вау. Ептен, супер. Ова е неверојатно. Не ми се верува дека сите ги собира толку совршено.
Ноа, како нештата стана волку насилни, мислам, навистина ли Бог им е лут на сите? Не знам дали лут е вистинскиот збор, Лука. Мислам дека Бог е разочаран. Изгледа дека малку по малку човештвото се сврти кон злова и насилства. И сега тоа е се што остана. Ноа најде милост во очите Божие. А останатите... Джабе, не сака да се помрдне. Одлично! Заробени во джиновски брод со стотици наскоро смрдливи животни, а се уште ни капка дошт на повидок. Што е тоа? Аха, еве го! Сите погрижете се, животните да бидат безбедни. Ау, ги обезбедувам животните, добро! Сега почнува. Погледнете! Че го спаса! Пати ги! Немојте да се плашите. Бог е со нас. Лука! Држам гиз. Држи се, малечок! Лечила. Одлична работа, Гизмо! Го спаси пингвинот! Тоа беше многу мило. Вау, дечки, тоа беше најлудиот рафтинг. Лука, ова не е забавен парк. Зарем не разбираш? Животните, семејството на Ноа и ние. Тоа е се што остана. Сиот овој дошт. И сиве овие животни. 20 дена. Не знам уште колку би можел да издржам од ова. И ќе се погрижи некој слоновите да останат на своите места. Значи, се работи за твојот пријател. Пирс. Да, мислев дека сакам да се дружам со него, да бидам како него. Како да не треба да следи никого. Како тој и пријателите да се посебни. Тоа звучи привлечно, зарем не?
возбудливо. Малку опасно. Дефинитивно многу опасно. Го знаеш чувството што го имаше? Чувството кое вели, знам дека она што го правам е погрешно. Да, На крај, престануваш да го слушаш тој глас. Тука ќе направиш погрешен избор. Она му себична одлука, како твојот пријател. Како и оние луѓе надвор, ним не име грижа. И престануваат да го живеат животот што Бог сака да го живеат. Затоа и на крај тие губат се. како нив ли сум? Предоцна ли е за мене? Не, Лука. Ти се уште го поставуваш тоа прашање. Бог не ги напушта оние кои се обидуваат да живеат за Него. Ау! Ей! Аха! 40 дена и 40 ноќи, ништо освен дошт. И животни! Потоа Бог се сети на Ное и на сите живи суштества. И на сите животни што беа со него во арката. Бог пушти ветер да задува над земјата. И така водите почнаа да опаѓаат. Потоа, по точно 5 месеци од почетокот на поплавата, арката запре на Араратските планини. 2,5 месеци подоцна, како што водата опаѓаше, се појавија и другите планински врбови. По 40 дена Ное го отвори прозорецот. Потоа пушти гавран, а тој постојано одлетуваше и долетуваше се додека не се исушија водите од земјата. Но гулабицата не најде каде да застане со нозете, па се врати кај него во арката, бидејќи водите се уште ја покриваат целата површина на земјата. А тој тогаш ја испружи раката, ја зеде и ја внесе кај себе во арката. Престани да мрдаш, инаку никогаш нема да успееме. Гиз, Ау! што правиш пак сега? Лука, ела? Морав да се ослободам од бродов. Знаете што е проблемот со сите птици кои Ное ги праќа да бараат земја? А дека тие не ја нашле? Точно, затоа што Ное ги праќа без соодветна опрема. Па, нема повеќе. Птицава ја опреми со напреден систем за мапирање со инфрацрвени зраци, лазерски визир, одржувач на топлината на соларна енергија, храна за 6 недели чадор. Со ова врвна разузнавачка технологија многу бргу ќе најде копно. Има и падобран. Не мачи се со птицата, Гизмо. Но Ноа веќе испрати гулабица. Мислам дека го има тоа под контрола. Минаа повеќе од 2 месеци и земјата конечно се исуши. Излезете од арката, ти и твојата жена и твоите синови,
и жените на твоите синови со тебе. Сите животни што се со тебе, птици, сите други животни што се движат по земјата, изведи ги со себе, за да изобилува земјата со нив, да се плодат и да се множат на земјата. Додека постои земјата, ни сеидбата, ни жетвата, ни студот, ни жегата, ни летото, ни зимата, ни денот, ни ноќта нема да престанат. Своето виножито го ставам во облакот за да биде знак на сојузот помеѓу мене и земјата. Ќе се сеќавам на сојузот кој е помеѓу мене и вас, и сите живи души од секој вид. И никогаш повеќе од водите нема да настане потоп, за да го уништи секое суштество. Супер книга! Одлично! Доста ми беа океански патувања! И? Ќе го направиш тоа или не? Не, Што? ме слушна, а сега те молам извини. Доцнам на училиште. И јас. Јас не одам на училиште, но доцнам за многу други нешта, не грижи се. Имам јас многу работа, биди сигурена, да не те вклучува ниту тебе, ниту... Океј, оди си, но немој да се вратиш ползечки, Квантум. Бидејќи скейтборд манијаците не даваат втора шанса. Што ли видов јас во него? Тој не е кул како што си мислев. Да, Свесен си дека ќе бидеме казнети што побегнавме од часови, нели? може да биде и полошо. Видовме како нештата може да станат навистина лоши. Но Бог може се одново да создаде.